Добар ден на сите. Ова е еден од почетоците на серијалот на подкасти кои се во организација на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари во соработка со Македонското лекарско друштво и ќе се однесуваат на теми што се актуелни и интересни и за нашите колеги доктори, но пред се за општата публика, односно за оние кои што се нашите корисници на услуги, тоа се пред се бремените пациентки, затоа што во оваа емисија, во овој подкаст сега ќе разговараме малку околу начините на породување, односно пред се за бројката, да кажеме, и порастот во голем број на завршување на раѓањето со царски рез. Што е тоа царски рез? Што е тоа природно или спонтанно вагинално породување? Со мене денеска ќе разговараме заедно со доцент доктор Горан Кочовски, долгогодишен раководител на родилната сала на Универзитетската клиника по гинекологија и акушерство, и која што е најголемо родилиште во Македонија, и Весна Матевска, која што е наш пријател, меѓутоа во оваа ситуација доаѓа како пациент, која што ги има искусено и двата типа на породување, и по вагинален и по оперативен пат со царски рез. Па добро дојдовте. Добро најдовме. Што е царскиот рез и зошто е толку популарен? Тоа е не дека со него се раѓале царевите. Историјата е малце поинака и се претпоставува дека името доаѓа од законот кој што е донесен од Цезар во римско време, да оние пациентки кои што во тоа време не можеле да се породат и во болки умирале при процесот на породување, што за жал порано била честа појава, смеело на крај да докторот направи пресекување на стомакот и да проба да го извади бебето внатре во тој процес за да евентуално тоа преживее, или можеби од други некакви си религиозни причини. Меѓутоа, со тек на времето тоа полека стана интервенција која што е во интерес на мајката и на детето, меѓутоа во последните 20 на години, да кажеме, во основа стана можеби и доминантна или паралелна со начинот на породување кој што е физиолошки, значи преку вагината, односно преку да кажем спонтан начин. Па сега прво би го прашал доктор Горан да ве прашам што мислите вие како долги години сте шеф во родилната сала, зошто е оваа бројка и зошто какви се овие бројки на царски рез што растат дури на ниво на некоја пандемија? Најнапред, добар ден. Благодарам за поканата и за приликата да им појасниме и да им објасниме на гледачите што значи нормално породување, што значи царски рез, какви се придобивките од едната и од другата процедура. Што се однесува до причините за епидемиологијата, односно за порастот на стапката на царски резови, тие се во принцип многу бројни. Во основа, ако почнеме од медицинските причини, веројатно самото по себе зголемувањето на стапката на царските резови, односно на така наречените примарни царски резови или породување, односно раѓање на прво дете со царски рез, ја зголемува автоматски стапката на понатаму стапката на царски резови. Од друга страна, зголемувањето на возраста на популационата група која што раѓа, исто така ги зголемува, е одговорна за зголемување на стапката на царски резови, затоа што прогресивно со зголемување на возраста на пациентките се зголемуваат и ризиците кои што се појавуваат во однос на здравието на мајката и животот на мајката кои што може да се манифестираат во текот на породувањето, па така царскиот рез се избира како побезбеден начин за завршување на породувањето во однос на мајката. Меѓутоа, постои еден друг момент, фаворизирањето на царскиот рез како метода на полесен начин на завршување на породувањето, во кој што под наводници жената помалку се мачи за да го донесе детето на свет, што во принцип е неточно. Неточно, да. Ја да ве замолам се да подобјасните малце како изгледа процесот на спонтано, да кажеме, на вагинално породување и овој на царски рез, како е да им стане јасно на пациентките што се случува. Добро, вака една паралела, нормалното или спонтано, односно вагинално породување е природен начин на породување, анатомски начин на породување во ситуација кога е тоа возможно. За разлика од царскиот рез трае релативно подолг временски период, со оглед на тоа што процесот може да трае меѓу 14 и 20 часа, зависно од тоа дали пациентката е првородка, второродка или повеќе родка. Меѓутоа, погрешна е претпоставката и перцепцијата дека тие 14-20 часа се период на континуирана неиздржлива болка, која што
не може да се купира и со која што пациентката треба да се носи во текот на целокупниот процес. Во принцип, вагиналното породување подразбира излегување на плодот од матката низ родилниот канал, кој што го представуваат коскените елементи на карлицата и мекиот дел од родилните патишта, односно вагината и вулвата. Сега во тој процес плодот трпи одредено движење прави кое што ќе го олесни неговото излегување. Меѓутоа, придобивките од ваквиот начин на породување се многу бројни. За разлика од нормалното, односно вагиналното породување, имаме и варијанти на вагиналното породување, каде што заради одредена причина породувањето не може да се заврши само со активно учество на пациентката, туку треба да биде потпомогнато со примена на инструменти, и тоа се нарекува породување со вагинална акушерска операција или потпомогнато вагинално породување со примена на вакуум, односно со примена на форцепс. И двете методи се подеднакво безбедни и за жената и за детето, доколку се постави правилна индикација и доколку правилно бидат аплицирани. Да, тоа значи дека се употребуваат само тогаш кога мора, односно кога треба да се помогне, доколку пациентката не може во определено време да се заврши, да кажеме, да се породи бебето. Точно, има строго дефинирани критериуми кога породувањето може да се заврши со форцепс, кога може да се заврши со вакуум и како тие методи треба да бидат изведени, и се препорачува дека само обучени специјалисти треба да ги спроведуваат, односно тоа да биде под надзор на некој што знае како треба да се аплицираат методите и како тие треба да се завршат. А што со царскиот рез, што представува? За разлика од вагиналното породување, царскиот рез е веќе сосема поинаков пристап. Тоа е практично вадење или екстракција на плодот преку абдоминалниот зид на мајката. Во суштина, царскиот рез спаѓа во категоријата на големи хируршки интервенции. Сите стручни здруженија го категоризираат во оваа група. Значи, не е толку едноставно и не е толку навидум безбедно како што се чини за пошироката популација. Резот кој што се прави за да се извади детето од стомакот, во најголемиот број на случаи е поставен напречно на некаде околу 2 до 3 сантиметри над симфизата, над горната граница на карлицата. Прво се отвара кожата, следи отварање на подкожното масно ткиво, потоа анатомската структура која што ги покрива мускулите, односно фасцијата, мускулатурата се трга на страна, па се пристапува до абдоминалната шуплина, односно до делот од абдоминалната шуплина или малата карлица каде што е сместена матката. Сега не може директно да се пресече матката, затоа што таја анатомски е припоена за задниот зид на мочниот меур, тој треба да се одвои од предната страна на матката, па дури потоа да се отвори матката со еден рез кој што е релативно голем, некаде околу 7-8 сантиметри, да се влезе со раката во матката и да се направи екстракцијата на детето, меѓутоа при тоа да се имитира природниот механизам на породување за да може екстракцијата да биде успешна. Значи, во тој случај, главата на бебето, телото на бебето излегува на сите овие структури што всушност претходно докторот ги пресекол на некој начин за да може да се оствари ова породување. Да. Сега, кога ќе се заврши со екстракцијата на детето и вадењето на постелката, се тоа треба да се врати во првобитната анатомска положба, односно треба да се сошие. Матката, перитонеумот, предниот зид на стомакот на мајката, сите слоеви како биле претходно отворени, така назад треба да се затвори. Се затвараат со поставување на хируршки шавови. Изборот е до хирургот каков тип на шавови ќе користи, тоа е во принцип небитно, односно нерелевантно. Меѓутоа, компаративно, човек кога ќе се боцне го боли, а не па кога ќе му направи некој 10 сантима дупка на стомакот. Значи, интензитетот на болката споредбено со интензитетот на болката при вагиналното породување, доколку не би се користела анестезија, би бил енормно повисок. Добро, тука една од разликите всушност време траењето. Колку отприлика трае еден царски рез? Вака сега, процедурата е релативно брза, некомплициран царски рез, трае некаде околу 45 минути од моментот на воведувањето на жената во анестезија до завршувањето на хируршката процедура. Меѓутоа, тоа е кога разговараме за некомплицирани царски резови. Доколку се работи за втор, трет царски рез или царски рез кој што е заради друга причина, процедурата може да трае значително подолг временски период, зависно од
ситуацијата на која што ќе најде хирургот во моментот кога ќе го отвори стомакот и евентуалните компликации кои што би се појавиле во текот на операција. Јас мислам дека тоа е еден од разлозите зашто на прва кога не се комплетно информирани жените, да кажеме, им се чини дека ова трае кратко, ова, како што спомнавте, трае подолго и тука демек се наоѓа некој процес кој што ќе биде така, меѓутоа сето тоа и едниот и другиот начин на породување имаат своји предности и мани. Па сега би ја прашал Весна, да, еве вие сте биле 2 пати, сте станале мајка, за првиот пат кога сте биле бремени, како сте се информирале што е подобро, дали вагинално породување, дали царски рез и всушност какво е вашето искуство со таа прва бременост? Благодарам за поканата, задоволство е да бидам заедно со вас во студиото. Јас сум од оние мајки кои што кога ќе ме прашаат како го поминав периодот на бременоста, кажувам дека не сум од тие кои што читаат и се информираат по каналите на Facebook, на статии од домаќински муабети, женски муабети од тој тип. И најчесто сакам да побарам информација проверена. А кога зборувам за проверена информација, за мене проверена информација е информација која што ми ја кажува доктор, на кој што му верувам и кој што знам дека ќе ми ги каже сите медицински индикации за или против нешто, а потоа сакам да ја донесам одлуката. И така и со бременоста. Кога дојде периодот пред породувањето, за среќа, јас сум од жените кои што имаа можност да посетуваат едукации на гинекологија, подготовка за периодот како е процесот на породување и како после породувањето нели треба да помине негата кон новороденчето. За среќа морам да кажам имав уредна бременост и токму заради тоа кога ги слушнав информациите како е процесот на природно породување, како е процесот на породување со царски рез, одлуката беше ако има можност, согласно сето она кое што докторите ќе го кажат кога ќе дојдам на породувањето, би било природно. Значи немав никако ни одлука претходна донесена, туку реков одам, што ќе биде, ако има можност за природно, супер. Значи тоа со верба фактички дека медицината ќе каже што е подобро за тебе. Така, и дилемите во првиот период додека размислував како би било, сам секако имав одредени стравови како ќе биде целиот процес. Сум слушала многу дека тоа е страшно болно, дека толку голема болка која што не може да се издржи. Прашував што во такви ситуации и секогаш нели имав информација дека она што треба е да го слушаш докторот, акушерките кои што се таму, да соработуваш. Клучното е да соработуваш и меѓу другото одредени вежби за дишење кои што имав можност да ги поминам во периодот додека беа подготовките за породувањето. Многу ми помогна околу справување со болките кои што ми се јавија. И јас точно знаев кога ќе се појави болка, како да издишам, што треба да направам во таа ситуација и после колку време ќе ми пристане таа болка, затоа што како што и кажавте, не е тоа континуирана болка. Тоа е процес на кој што треба да бидеме информирани како жени и да знаеме дека буквално ние го водиме на некој начин целиот процес. Ние сме тие кои што таа болка можеме да ја контролираме. Тоа е одредени здруженија кои практицираат јога, имаат одредени техники на дишење и има подготовка кои што исто така ги поминуваат жените и кај нив, истото тоа се учи, така да, пак ќе кажам, јас имав среќа за сето тоа да го слушнам и самиот процес на породување навистина и беше така. Да, дури и медицината, да кажам, еве да знаат пациентките, вие сте поминале без, да кажам, со можеби некоја венска терапија за помош која е дадена од страна на докторот, на акушерот, меѓутоа постои сега во денешно време и епидурална аналгезија, која што овозможува така наречено безболно породување, значи да пациентката во голем дел од тој процес во тие сати биде обезболна да не чувствува никаква болка, меѓутоа само во процесот кој што се случува на крај кога она треба да напне и да кажам физички да се ангажира малце со своите мускули за да го на некој начин исфрли за да го породи бебето, во тој случај се чувствуваат болки, значи тоа не е до крај све баш без болки, меѓутоа тоа е потребно за да се знае кога всушност треба да се на некој начин дадат тие напони, односно да се даде сопствена сила за да се заврши породувањето. Така и ми останато ми е во сеќавање од самиот процес како течеше породувањето. Имав мал милион прашања. Што значи тоа да напне? Како тоа изгледа? Значи, таков тип на разговори кои што всушност со самиот гинеколог и акушерката која што беше во процесот, дури имав насока кога ќе почувствуваш болка, имаш сила,
тогаш напни, не се троши претходно. Значи сите оние информации кои што навреме треба да ги знаат жените, мислам дека дополнително ќе го олеснат процесот на породување, за да навистина тече помирно, поубаво, попријатно за жената и за самото бебе, затоа што кога се размислува и кога разговарав со другарки, пријателки по однос на каков тип на породување, меѓу другите стравови што се јавуваа беше и а што ако се заглави бебето? Ако напнувањето не е соодветно, што тоа значи? Така да, дилемите од тој тип, разговорот, пак ќе кажам, како да се напне, што е тоа напнување? Кого треба да го слушаш? Значи, за тебе многу значеше тоа што всушност пред самиот процес на породување имаш информација од страна на акушер, на акушерката, на неонатологот, на анестезиологот, што всушност секој од овие чекори што се случуваат во таа фаза на породување. Јас многу често на моите пациентки им викам, тоа е еден процес, вие треба да одите од фазата на некои активни контракции, тој процес дури може би трае и помалце, некои 8 до 10 часа. Тоа одиш, денеска имаш една работа, одиш на гинекологија, да си ја завршиш работата, тоа е да се породиш. Тоа е, и тоа е многу добро кога го знаат пациентките, затоа што едноставно и они се свесни дека тоа не е процес, тој не трае со денови, си има своји правила, меѓутоа ако се слуша докторот и ако процесот тече некомплицирано, да кажем, пошто рековме има и комплицирани случаи, во тој случај тој трае како еден работен ден, да кажеме. Може би малци и продолжи. Меѓутоа како е вашето иско, вие напнувате, бебето излева, што после тоа, што чувствувавте после тоа? Такво олеснување и кога тоа го раскажува, не ми се веруваше дека е до толку баш онака филмско. Такво олеснување, наеднаш мислев дека и самиот стомак вака ми го снема, а болките престана. Ама затоа се сеќавам на моментот кога буквално го добив детето, кога ми беше ставено на мене и се гушнавме. Таа слика е, мислам дека нешто кое што така ме следи и ќе ме следи цел живот, ама олеснувањето и престанувањето на моментот на болка и намалувањето на еднаш на стомакот беше нешто кое што беше мајка природа. Да, и одеднаш си мајка. Грижите, меѓу другото, ќе се навратам и на тоа кои беа грижите за дали породувањето ќе биде како што треба. Сум слушала дека нели предиспозиција можеме, не можеме да родиме, зависи колку сме големи, високи, тенки, широки, значи од сите тие работи и се сеќавам на една од докторките со која што разговаравме, ми викаше мајка природа си има погрижена за се. Ти опушти се и уживај. Природата има направено дека ние треба да се размножуваме и да го продолжиме видот на некој начин, така да во таквите ситуации и за тоа си е предвидено природното породување, самото си тече. Да, дека најдобро е да се почне со на некој начин природен тек на породувањето. Сега ти си во таа категорија што имала среќа, има уредна бременост така да може да се одвива. Меѓутоа сега ќе го прашаме доктор Кочовски дека на пример има пациентки кои што заради медицина базирана на докази во интерес на мајката, во интерес на плодот, всушност и не им е дозволено, односно имаат така наречени апсолутни индикации за царски рез. Па некој ако може да ни наброите да знаеме кои се тие индикации, кои се тие ризици всушност што кажуваат дека е подобро да се направи царски рез отколку да се дозволи природно, односно вагинално породување. Диапазонот на причини, односно индикации за така наречено елективно завршување на породувањето со царски рез, односно планирано завршување на породувањето со царски рез, е релативно голем. Една од индикациите која што може да се дефинира како апсолутна индикација за царски рез е така наречена предлежачка постелка или плацента превија. Тоа значи дека постелката, односно органот кој што е одговорен за исхрана, снабдување со кислород на детето во текот на бременоста, е позициониран на патот на детето, односно на влезот во родилниот канал. Во таква ситуација не постои теоретска и практична можност детето да излезе низ родилниот канал и таквата бременост мора да се заврши со царски рез. Причините може да бидат поврзани со мајката, може да бидат и поврзани со плодот. Многу често како причина за елективен царски рез се земаат 2 или повеќе претходни породувања со царски рез. Намерно не спомнувам едно претходно породување со царски рез, затоа што тоа не спаѓа во категорија на апсолутни индикации.
предходно породување со царски рез може да биде апсолутна индикација за повторно завршување на бременноста со царски рез, доколку плодот е поставен во карлична презентација, или евентуално доколку предходниот царски рез е направен на нетрадиционален начин, односно матката не е пресечена со така наречен трансверзален или попречен рез, туку со класичен вертикален рез. Што се однесува до тие причини и предходни поголеми операции на матката од типот на отстранување на миоми, на поголеми миоми, исто така се сметаат за апсолутна индикација за царски рез, особено доколку се работи за големи миоми, кај кои што оштетувањето на ткивото на матката во текот на операцијата, оштетувањето. Миомот продрел внатре во шуплината на матката, па на тој начин го комплицира понатамошниот тек на породувањето. Што се однесува до плодот, причина за породувањето може да биде така наречен тежок интраутерин застој во растот, односно плодови кои што заради несоодветна функција на постелката или други причини имаат незадоволителен, односно исклучително мал раст во текот на бременноста и кај кој што е компромитирана циркулацијата во текот на бременноста, тоа се утврдува пред почетокот на породувањето со примена на Доплер, и за кој што се знае дека не можат да го издржат на обтоварувањето во текот на породувањето, мора да бидат породени, односно родени, со царски рез. Пациентки кои што развиваат тешки форми на покачен крвен притисок во текот на бременноста и кај кои што се прави проценка дека во текот на породувањето би можело да се развијат компликации кои што компромитираат здравието на мајката, исто така се породуваат со царски рез. Пациентки кои што имале предходно хируршки интервенции на коските на мала карлица, кај кои што е ограничено отварањето на долните екстремитети, пациентки со предходно постоечки заболувања на кардиоваскуларниот систем, односно на срце, пациентки со болести на белите дробови, кои што треба да се поштедат од напнувањето, доминантно од напнувањето во текот на породувањето, исто така се кандидати за елективно завршување на породувањето. Има тоа е у суштина причина која што релативно често се користи како индикација за царски рез, за елективен царски рез, а тоа е детето е големо, од така наречена фетална макрозомија, меѓутоа светските здруженија не признаваат фетална макрозомија како апсолутна индикација за оперативно завршување на породувањето. Независно од големината на детето, се прави проценка во текот на породувањето дали таквиот плод може да навлезе и безбедно да помине низ родилниот канал или треба оперативно да се заврши породување. Ама всушност проценката дали тоа е елективен, значи по избор да кажеме, односно тоа лекарот всушност определува кој е изборот на породување, всушност врз база на некакви си претходни исследувања направени, значи дали ќе биде тоа консултација може и со друг специјалист во однос на другите заболувања, ако е проблем да кажеме со кардиоваскуларниот апарат со срцето, дека таа не може да помине низ тој процес, може да биде индикација за или некакви си други заболувања кои што постојат. Меѓутоа најчесто индикациите ги поставуваат акушерите, обстетричарите предходно врз база на, како што рековте, ултразвук, доплер, лабораториските параметри кај пациентката, влошување на состојбата. Никогаш тие да чисто да кажеме за нашите пациентки, никогаш овие елективни царски резови не се во периодот кога треба да се роди бебето, него може дури да бидат и со недели и месеци порано. Зависно од состојбата на мајката и плодот се носи одлука кога ќе се заврши бременноста, доколку состојбата на мајката или состојбата на плодот наметнуваат потреба од предвремено породување, се прави проценка каква е кондицијата на мајката, каква е кондицијата на детето со примена на ултразвук, со примена на Доплер, интернистички прегледи околу состојбата на мајката, кардиотокографски мониторинг на плодот за да се види каква е функцијата на постелката и каква е состојбата на детето, за да се направи проценка кој е оптималниот начин за завршување на бременност. Например, доколку е детето карлично поставено и проценетата родилна тежина на детето е под 1800 грама, и тоа може да биде причина за оперативно завршување на породување. Доколку мајката развие тешка форма на преекламсија, тежок хелп, доколку постои ризик да развие екламсија, тоа е една исклучително тешка состојба која што оди со грчеви и губиток на свест на мајката, тогаш е побезбедно породувањето да се заврши со царски рез. Никој не вика дека тоа не може да се појави
и во 28 и во 29 и во 32 недела, сите тие ризици се ценат во текот на бременоста. Така што одлуката се носи во текот на бременоста, кога се во прашање елективните царски резови. И во принцип, кога се работи за елективниот царски рез, проценката е многу важна да се одреди моментот кога треба да се заврши породувањето. И рано завршување на бременоста не е секогаш од бенефит за плодот. Да, значи треба точно да се определи терминот кога и во кои ситуации треба всушност раѓањето од сам почеток да биде насочено према тоа да се заврши по оперативен пат со царски рез. А сега еве како искусна во двата типа на породување, би ја прашал Весна да ни го појасни незиното искуство за незиното второ породување. За разлика од првото, тоа ли го споменав на почетокот, значи првото дете се го родив 2 дена после терминот. И чекав првично да се јават нели одредени знаци кои што значат дека треба да се упатам кон болница. Меѓутоа тоа не се случи, така да првото породување беше 2 дена после термин. Искуството со второто дете ми е сосема различно. Значи by the book, баш како што ми беше кажано, ми пукна водењакот, треба да се тргне на кај болница, подготвена, не мора да брзам, знам дека процесот додека се породам исто така е процес. Меѓутоа што се случи, дојдовме до болница и се сеќавам само на ситуација во која што бев прегледана. Следниот момент беше дека треба да се викне некој од докторите кои што се постара служба, затоа што беше во ситни сати во кои што претходно нели дежурната служба ме прими. И следното беше кажано дека треба да бидам на царски рез ставена заради тоа што процесот е отпочнат, меѓутоа подобро е да заврши со царски рез. И така бев всушност воведена во операциона сала, подготвена за многу брзо време, за среќа, значи сето тоа одеше многу брзо, експедитивно и супер поддржано од целиот тим кој што беше и дежурен и беше таму во клиниката во тој период. За 40 минути бев породена. Значи добив анестезија. Докторите си ја изведоа најсоодветно целата постапка, меѓутоа потоа искуството беше различно. Значи ти беше, да кажеме, спремна и со второто породување да го поминеш искуството и со првото, меѓутоа заради итни причини, да кажеме, не е ни битно кои се тие, фактички веднаш од самиот прием во болницата имаше веднаш медицинска едикација и во рок од 40 на минути веќе бебето мораше, да кажеме, условно речено народски, да биде извадено со царски рез. И тоа е добро затоа што фактички за кратко време, што некојаш кога се итни состојбите, на вистина минутите се многу битни за да тој процес не го загрози, да кажеме, животот ни на мајката, ни на плодот. Меѓутоа тоа е веројатно сосема поразлично искуство од првото. Сосема различно искуство. Јас после првото го споделив тоа како се чувствував, после второто прво ми беше покажано детето, ама заради тоа што мојата состојба беше веројатно послаба и таа проценка што се направи, веројатно нели по протоколите понатака има како со дете кое што ќе се роди со царски рез. Го видов после некој период, се прашував што се случува меѓувреме, не беше тука со мене. Немав можност да го подолго време држам до себе, да го почувствувам тој момент што го имав со првото искуство. Го немав тој процес на олеснување. Значи уште кај мене беше бунило што се случи. Меѓу другото, очекувањето ми беше дека ќе биде многу побрзо и полесно сега, бидејќи дипломирав нели на темата со прво породување, сега ќе магистрирам многу поедноставно. Така што кога се случи ова, беше различно искуство. Да. Различно искуство затоа што го имав првото. Бевте свесни во тек на царскиот рез? Да, имав бевте со спинална анестезија. Спинална анестезија и бев будна за целиот процес. Се сеќавам на сијалицата како во филмовите во операциона сала. Сосема различно искуство. Значи го доживеав како интервенција, како операција некоја во која што меѓу другото добив подарок секако после тоа, меѓутоа чувството кое што го имав беше сосема поинакво од тоа кое што го имав со првото породување. И после операцијата, се да појасниме за другите, значи има интензивна нега каде што минимум 8 часа пациентката е, да кажеме, под интензивен надзор после операцијата заради сите можни ризици кои што постојат од царскиот рез. И подоцна таа се префрла на одел на пуерпериум, меѓутоа сепак таму детето
не го добивате да седи со вас цело време, него после некој извесен број на часови. Колку време помина од прилike? Се сеќавам дека дури меѓу другото и прашав и реков првиот пат кога бев ми го донесовте многу брзо и беше тука до мене. Може ли и сега да го добиам и добив одговор дека во моментот на вистина треба да се одморам, да закрепнам за да можам потоа нели да се грижам за бебето и помина подолго време. После 24 часа можеби и повеќе од 24 затоа што чувството на тоа колку време поминува е различно во тоа кога сме во таа состојба и кога сме во состојба кога нели седиме и пиеме кафе. Така да знам дека беше подолго, знам дека беше период во кој што имав можност да се одспиам, така и ми беше закрепни, одспи се, ќе го видиш, ќе бидеш тука со него, како е? Значи дали е све окей? Тие беа големите загрижи. Една грижа каде е бебето, а всушност затоа што не е со тебе. Каде и како е и дали во тој период се е окей. И следното што се сеќавам беше се храни со шприц, нели за да можам да го доам, не треба виднаш да се подхранува. Тие прашања ми се вртеа во глава и така ми беше кажано дека не грижи се, све ќе биде окей, кој ќе дојде сигурно соодветно ќе можеш да го земеш и да го доиш понатака. Веројатно и мобилноста, да кажеме, ако би направиле една споредба измеѓу тоа породување кое што е по вагинален пат и ова со царски рез, мобилноста во тие 24 часа и чувството, какви се, дали се различни? Сосема различни. Првиот страв кој што ми се јави беше кога не можев да ги отпочувствувам нозете. И буквално како одсечена да ми беше една половина од телото. За разлика од тоа, првото породување беше многу поедноставно и бев во ситуација да можам веднаш да станам, не да трчам меѓутоа, да отидам до тоалет, да се придвижам без некаква задршка. Значи, прв дел кога има, да кажеме, болки, сега во вториот дел е се поедноставно со спомназото породување. Дополнително се сеќавам исто така на периодот дека не треба да станувам сама, туку треба да почекам да некој дојде и ми помогне за да го имам првото станување. И првото станување за мене беше доста травматично, морам да признам, затоа што тогаш почувствував многу поголема болка од колку онаа која што имав при породувањето. Че не се сеќавам на болка во породувањето, меѓутоа станувањето од креветот, после чувството дека почнувам да се движам, тука ми е долниот дел од телото, на ниво на вртоглавица, на ниво на што ќе се случи, ќе паднам во секој момент, чекор да не можам да направам, значи тоа е моето лично индивидуално чувство кое што јас го имав. Го имаш. Веројатно има разлика од жена до жена, има разлика во односи и на станувањето и на понатаму закрепнувањето, но моето чувство беше ако после првата бременост им кажав на мајка ми и свекрва ми кој што ми рекоа што треба кажи ти кога ќе кажеш ние ќе дојдеме ќе помогнеме, за првата бременост и првото породување кажав можам сама, не. После ова искуство се слушнав со двете на телефон и им кажав организирајте се. Едната една недела, другата друга недела, вие треба да сте тука со мене. Дека треба помош, дека не си сосема независна. Јас имам чувство дека ова нема да можам да го поминам како што го поминав првиот период. Да. Не, интересно е затоа што вие сте интересен пример, затоа што не сите тие што, да кажеме, се породиле неколку пати со царски рез, него имаат осетено тоа чувство на спонтано породување, тој прв контакт со мајката и со бебето, и за нив тој процес можеби е нормален, да кажеме, со царски рез, иако ова другото искуство споделувано од многу пациентки за сите е многу по-природно и да кажеме, по-лесно и за понатака за функционирање. На некој начин тоа е она кое што ни е дадено природното. Него сега јас би го прашал доктор Кучовски баш околу овие итни индикации за царски рез. Значи тука е исклучително важно дека да споменеме дека медицината, значи успеала оваа операција, значи царскиот рез, да го доведе до ниво да е исклучително безбедна операција, значи се одвива во стерилни услови во болница, со анестезиолог, инструментарки, значи со лекари кои што се специализирани во областа, и дека е многу битно дека е на некој начин животоспасувачка во оваа ситуација кај Весна било заради плодот, значи така наречен фетал дистрес, и во други ситуации е во интерес исто така може да биде и на мајката, иако верувам дека почесто е во интерес на плодот кога е итен царскиот рез, па ако можеме да појасните и за нашите гледачи што всушност е итен царски рез. Кои се индикациите и што всушност тоа значи за нив? Технички елективниот и царскиот рез во однос на начинот на изведбата на хируршката интервенција меѓусебно не се разликуваат. Меѓутоа драматично се разликуваат во однос на брзината на изведувањето
и пристапот до операционата сала. Во западноевропските земји се правени студии колку време треба да може да помине, односно поминува од моментот кога се поставува индикација за царски рез до моментот на екстракцијата на детето, кога се во прашање така наречени итни царски резови, и најголемиот дел од нив пријавуваат дека тоа е време од околу 15 до 18 минути, што е исклучително брзо за изведување на хируршка интервенција. Причините за итниот царски рез во право сте доминантно се од страна на плодот, односно се интервенира во ситуација кога плодот е витално загрозен, за да може да се извади во колку што е можно подобра кондиција. Една од најчестите состојби е така наречено интраутерино фетално страдание или фетал дистрес, односно ситуација во која што кардиотокографскиот мониторинг, односно ЦТГ-то или методата која што покажува каква е состојбата на детето во текот на породувањето, покажува дека ова дете страда. Се забавува срцевата... Чисто да појасниме, тоа фактички ја бери срцевата активност на бебето, срцевата кој активност. што нормално негде бебешкото срце внатре тропа од 120 до 160 удари да кажеме во минута, и тука имаме отстапка дека се намалува срцевата или се зголемува срцевата фреквенција. Тоа ние како доктори да кажеме го гледаме на ЦТГ-то. Го гледаме на ЦТГ-то. Во суштина на ЦТГ-то се гледаат повеќе параметри. Да, една од најчестите причини е кога фреквенцијата на срцето на бебето паѓа под 80 удари во минута и тогаш треба брзо да се интервенира. Меѓутоа постојат и други параметри врз основа кои што покажуваат дека и покрај тоа што срцевата фреквенција е стабилна, сепак нешто не функционира во работата на постелката, па заради тоа треба да се преземат мерки за навремено вадење на детето, односно детето веќе запаѓа во состојба на хипоксија, му недостасува кислород и заради тоа треба да се извади. Една од итните индикации за царски рез е токму ова што го спомна Весна, а тоа е испаѓање на папочната врца. И покрај тоа што прскањето на воденикот во принцип не би требало да представува никаков драматичен настан, има ретки ситуации во кои што по прскањето на воденикот папочната врца излегува надвор од грлото на матката и во таква ситуација веќе детето е витално загрозено затоа што при секоја контракција ќе биде притисната и дотокот на крв и кислород до плодот ќе бидат компрометирани. И во таква ситуација нормално треба да се постапува брзо, односно со итен царски рез. Сега категоријата на итен царски рез ја надополнува и една состојба која што се нарекува плацентарна абрупција или предвремено одлепување на нормално садена постелка, и тоа е така драматична и состојба која што побара навистина брз ангажман, односно брза интервенција, затоа што крварењето е обилно и таа состојба подеднакво го загрозува детето, затоа што може да доведе до смрт на плодот, меѓутоа истовремено ја загрозува и мајката, затоа што во понатамошниот тек може да биде причина за продолжено крварење после породувањето, може да биде причина за тромбоза после породувањето. Еден екламптичен напад, значи покачен крвен притисок кој што завршува со губиток на свест на жената и појава на грчеви, исто така е причина за брзо, односно итно интервенирање и оперативно завршување на породувањето. Релативно брзо се интервенира во ситуации кога и покрај тоа што процесот на породување започнал, сепак не може да се заврши по вагинален пат, затоа што положбата на детето е несоодветна, поминал долг временски период од почетокот на породувањето до моментот додека ние чекаме да се заврши породувањето по вагинален пат, или евентуално и покрај контракциите што ги има жената, нема ефективно отварање на грлото на матката и не може да се заврши породувањето по вагинален пат. Тоа не се апсолутни индикации, тие се релативни, тоа е така наречен секундарен царски рез, меѓутоа во принцип наметнуваат потреба да се интервенира релативно брзо, односно не оставаат простор за долго чекање, затоа што во таква ситуација се трошат резервите на детето и наместо да добиете дете во добра кондиција, ако е акушерот премногу упорен во вагиналното завршување на породувањето, може да добие дете кое што и покрај тоа што не е витално загрозено, е релативно исцрпено од процесот на породување, па му треба подолг временски период да се адаптира на надворешната средина. Таа проценка ја прави искусен доктор акушер, работи во родилна сала. Тука да споменеме дека има партограми кои што се измислени од Светската здравствена организација, кај што се следи баш тоа дали
плодот се спушта, навлегува, патува низ родилниот канал како што треба и дали тие контракции предизвикуваат да во тој временски период што го спомнавте да се заврши породувањето. Ако не, се интервенира, доколку и тие интервенции не вродат со плод, тогаш всушност е оправдано да се постави индикација за завршување на раѓањето со царски рез. Тоа е така. Значи има партограм кој што треба да го следи текот на породувањето, меѓутоа од друга страна вистина е дека нетрпението на докторите многу често пати е причина за оперативно завршување на породувањето и една од причините заради за скокот на инциденцата на царски резови секаде во свет, особено на балканскиве простори и во Македонија. Кога е во прашање можноста да се избегне царскиот рез, особено првиот царски рез, кај жена која што прв пат раѓа, уште во 2014 година Американскиот колеж за обстетричари и гинеколози издаде препораки, односно клиничко упатство како да се постапува во ситуација кога жената се пораѓа, а да се намали можноста за оперативно завршување на породувањето. И сега за разлика од традиционалниот пристап, кога се сметаше дека жената влегува во активна фаза на породување со 4 сантима отворено маткино устие, дека треба на секој 2 часа да се отвара по 1 сантиметар, дека времето на породување на детето не треба да биде подолго од 2 часа кога е жената комплетно отворена, ставовите, односно препораките комплетно се смени. И бараат повеќе трпение од акушерите. Сега веќе за активна фаза на породување се смета кога жената е 6 сантима отворена. Се смета дека може да се прогласи дека породувањето не напредува со задоволителна динамика само доколку после 4 часа без никаква интервенција не се отвара жената, меѓутоа после 6 часа од активно учество, односно активен менеджмент со употреба на лекови, породувањето не напредува. Или да речеме кога жената е отворена и кога треба да настапи тој момент на експулзија, времето е исто така продолжено. На 3 часа за повеќе 3 часа за првородки и 2 часа за повеќе родки. Потоа, ако има жената епидурална аналгезија, тоа самото по себе го продолжува процесот на породување. Значи, искусен акушер треба да направи проценка дали навистина има застој во текот на породувањето и дали е оправдано да се заврши породувањето по оперативен пат во ситуација кога се добива впечаток дека не напредува со задоволителна динамика. Да. Но они многу често во другите земји, да кажеме, баш тоа заради тоа траењето на процесот и тоа многу често им сугерираат на пациентките да добијат обезболување уште од самиот почеток за да не ги трошат, како што Весна успешно тоа и дел од пациентките и не сакаат епидурална аналгезија, да со дишењето всушност овозможат да го зачуваат свој потенцијал за напнување, односно и да кажеме оксигенираноста, значи обезбеденоста со кислород на плодот. Меѓутоа многу често им даваат затоа што тоа овозможува да пациентката не е во некаков си стрес и тој процес дури да се пролонгира некој час повеќе не е травматичен за незе, а сепак рековме на крајна ќе ги осети тие контракции, тие болки кога ќе треба да напне. За жал, само мислам дека на универзитетската клиника рутински и можеби во дел од другите болници поголеми се добива епидурална аналгезија, што би требало можеби да се смени да го олесни процесот на породување и за пациентката и за акушерот, за да не бидат во стрес. Затоа што многу често во ситуациите кога имаме ваков царски рез кој што е после повеќе сати, пациентките викаат со сати се пораѓав, тоа е тешко, на крај завршив царски рез, овона. Тие се всушност исклучоци од правилото дека најголем дел од оние пациентки кои што акушерот, акушерката интервенираат, разговараат, даваат лекарства, всушност се породуваат на крајот природно. Значи со докторска помош. Која е улогата на докторот голема, меѓутоа не во насока да ги убеди пациентките да одат на царски рез, него да ги убеди да се трпеливи и тие, како и он што треба да биде трпелив, за да раѓањето се заврши по природен пат. Што се однесува до мене, мислам, мој личен став е кога ќе влезе жената во родилна сала, треба да ги се стави епидурален катетер. Епидуралната аналгезија, доколку не постојат контраиндикации, нели? Како и за секоја инвазивна процедура може да постојат контраиндикации, доколку пациентката сака. Меѓутоа, епидуралната аналгезија е благодет за жената во текот на породувањето. И доколку постојат услови за тоа, секако дека треба да се применува. Ние, за жал,
Ја не ги знам прецизните бројки, меѓутоа мојот впечаток е дека релативно ретко ја користим. Ја користиме кога акушерот ќе направи проценка дека жената може да има бенефит од епидуралната аналгезија во текот на породувањето. Надвор од гинеколошко-акушерската клиника, во помалите породилишта во Македонија, мислам дека никаде не се користи. Може би грешам, исправим ако имаш ти некој. Дури и во поголемите некој не се користи. Дури и во поголемите породилишта, што апсолутно треба да се смени. Меѓутоа, тоа е една безбедна метода која што и дава и ја зголемува самодовербата на жената и дава можност да соработува и активно да учествува во процесот на породување, да нема трауматично искуство од процесот на породување. Не само што ги купира болките, него и помага во процесот на породување, затоа што ја опушта мускулатурата на карличното дно, го олеснува движењето на детето низ родилниот канал. Не е прашање само на купирање на болка. Да. Сега би се навратил малце повторно на Весна. Значи, знаејќи ги двете искуства што ги имате доживеано, по некоја игра на случајноста да родите трето дете, како би се решиле да го родите тоа дете? Прво ќе се надоврзам и ќе продолжам во делот на она што велев како информации, дека жените треба да ги имаат сите информации. Јас верувам и мојот личен став е таков дека кога жената знае дека може да избере, ама кога има исто така опција дека породувањето кое што делува страшно, ако е природно, има големи болки, има можност да се користи анестезија, самото по себе намалување на стравот и стресот, и дополнително мислам дека голем дел од жените кои што се плашат од болката, всушност со самото ова ќе имаат можност да изберат нешто кое што ќе биде помалку болно, а можеби, нели, го избираат царскиот рез само заради големата болка. Пак би одала на истото искуство. Дополнително, кога знам дека и после царски рез имам опција природно да се породувам, значи за мене лично, моето искуство сигурно би било природно, но со анестезија. Да, добро. Токму заради моментот, да. Токму заради моментот што самото искуство треба да е природно. Во многу земји по светот има можност тоа да биде толку убаво, пријатно искуство во соба која што не е болничка класична соба, со поддршка од близок. Значи, целиот тој процес треба да биде искуство за тие кои што се во тоа клучни, без разлика дали нели има нема партнер, меѓутоа секогаш може да има некој близок ако не е партнер во прашање. Така што сето тоа би ми помогнало повторно да донесам одлука која што ќе биде најдобра за мене и во таква ситуација веројатно ќе одберам нешто од овој тип. За да се вратиме према природното и за да се намали стравичната бројка на царски рез, таа не ја спомнавме, меѓутоа некаде од прилike се смета дека користа од царскиот рез е некаде од 5 до 15% од случаевите, всушност се срекни што постои царскиот рез и тоа би требало да се движи во тие рамки, меѓутоа сега да кажеме во Македонија некаде процентот на царски рез е околу 46%, што би се рекло секоја втора бремена пациентка се породува со царски рез. Еден дел од тоа се должи тоа што го спомна и доктор Кочевски, дека примарниот царски рез обично кај нас дел од докторите викаат еднаш царски рез цел живот, сите други раѓања со царски рез, што всушност и не е точно. Постои така наречено пробно раѓање кај што може да се дозволи една група пациентки да раѓаат и спонтано, значи природно после царскиот рез, и некаде во преку 60% од случаевите тие навистина и се породуваат спонтано. Дали сметате дека еве на пример што го спомнавте тоа и ти во тие насоки се движат и некои други препораки на Светската здравствена организација во таа ефективна перинатална грижа, дека доколку би биле во просторија која што личи како соба, да не подсекена болничка установа, да имате партнер, значи не мора да е тоа директно сопругот, може да е пријателка, мајка, било кој друг човек, кој што заедно со акушерката и акушерот се, да кажеме, тие луѓе што ве обкружуваат во процесот на раѓањето, со пријатна музика, со вежби, со рипстол, со еве на клиниката имаше едно време топки за пилатес, за фаќање на определени положби природни, кои што, да кажеме, од внатре доаѓаат на пациентката да ги завземе, на некој начин тоа е некој инстинкт што го носи жената во себе да фати таа природна пот. Дали мислите дека тоа исто така би било корисно и би ги охрабрило и вашите пријателки и вас, да кажеме, за природно породување? Верувам дека сето тоа ќе има големо влијание, заради тоа што
пријатноста, отсуството на стравови и можноста да се движиш како природно ти налага во тој момент или процесот, допринесува да се чувствувам посигурно и да можам со самото тоа да се опуштам и полесно да соработувам. И верувам дека и за други жени искуството може да биде од голема полза, заради тоа што самиот стрес, самиот страв што ќе се случи и стравот исто така од болката, кој што исто така го спомнав, може да се намали со самото постоење на анестезија, која што дефинитивно представува анестезија, која што ги не обезболува на некој начин, која што опушта и која што ќе ги намали болките, ќе можеш дополнително да соработуваш и да бидеш активно вклучена како жена во самиот процес, дефинитивно е во прилог на жените за да може да одберат што е најдобро за нив. Одлично е што постои што постои царскиот рез, затоа што и моето искуство кажува дека благодарение на придобивките на медицината и напредокот во однос на тој дел, јас имам здраво, право дете кое што нели се радуваме и растеме заедно. Меѓу другото, сосема е окей за секој кој што одбрал да тоа биде метода како ќе заврши бременоста. Моето лично искуство повторно би одело во насока на доколку се сите овие услови обезбедени, дефинитивно јас би ја одбрала оваа метода како природно породување, затоа што за мене беше многу посоодветна. Самиот процес, како што кажав, и на закрепнувањето, и на личното чувство кое што го има во контактот со самите прво и второ дете кога се родија, е сосема различно. Не дека понатака тоа влијае во однос на гледањето, чувањето на децата, меѓутоа моето чувство на тоа како јас го почувствував тој момент е дефинитивно различно чувство. Сега би го прашал доктор Кочовски, како вие со тек на толку години се справувате со оние пациентки кои што уште пред да дојдат кај вас на породување, да кажеме, на некој начин под влијание на социјалните медиуми, под влијание дури некојаш и на докторите, да кажеме, кои што ќе речат, ти мора обавезно да одиш на царски, све е готово, или например ќе дојдат со претходен царски рез кој што бил по итна индикација и не значи дека следниот мора да биде царски рез. Каков е притисокот од нивна страна и каков е начинот можеби да се на некој начин тие предомислат, затоа што сепак докторите кои што работат во родилна сала треба да водат и да знаат највеќе од процесот на породување. Се слагам апсолутно со Весна дека пациентите треба сите информации да ги имаат, меѓутоа тие информации треба да ги добиваат континуирано во текот на бременоста. Кога ќе добиете пациент кој што е со предумисла дека треба породувањето да се заврши со царски рез од било која причина, процесот на разубедување оди тешко. Не е дека е невозможно, меѓутоа оди тешко. Пациентите најчесто се плашат за две работи. Прво е нивната лична безбедност и болката, а второто е безбедноста на плодот. И ако има пациентката погрешна информација околу пристапот во текот на вагиналното породување, односно нормалното породување, начинот на кој што треба да се справи со болката, безбедноста по плодот во текот на породувањето, може да добие погрешна перцепција дека вагиналното породување е небезбеден начин на породување. Напротив, мислам, ние како и секоја друга во болница во светот имаме свој дел ризици и компликации во текот на вагиналното породување, меѓутоа имаме подеднаков број ризици и компликации во текот на породување со царски рез. Мора да се разговара со пациентите. Има клиниката традиција на психофизичка подготовка на пациентите во текот на бременоста. За жал со текот на во ковид пандемијата таа беше напуштена. Правиме обид за нејзина ревитализација, за ревоспоставување, со цел на пациентите да им се објасни точно што подразбира процесот на породување. Како пациентката ќе биде примена во болница, каде ќе биде сместена, кој ќе биде одговорен за водење на породувањето, како се изведува породувањето, дали може или не може партнерот или придружното лице што ќе го одбере пациентката да присуствува во процесот на породување, значи да ја подигнеме довербата во услугите што ги нуди институцијата, за да може да одбере дали ќе се породува природно или ќе се породи со царски рез. Кога е во прашање безбедноста на породувањето после претходен царски рез, тоа е една тема која што широко се дискутира во светот, меѓутоа доминира ставот дека породување после претходен царски рез е безбедно породување.
дури преку 85% од жените кои што се еднаш породени со царски рез, меѓутоа имале вагинално породување после царскиот рез, може да се породат по вагинален пат, односно да се породат нормално. Кога е во прашање претходен царски рез и следното породување, шансите за породување, нормално породување се дури некаде околу 75%, доколку адекватно се пристапи и се направи адекватна проценка во ситуацијата. Значи, таа теорија, еднаш сум породена со царски рез и секој нареден пат треба да се пораѓам со царски рез, паѓа во вода. Затоа што статистиката вика дека успехот на обидот за вагинално породување по претходен царски рез не треба да се занемари. Не смее да се занемари. Значи, всушност треба на пациентката да се предочат сите фактички ризици, да кажеме, и користа и ризикот од царскиот рез како метода. Да не забораваме се, царскиот рез генерално е поризична метода за мајката него природното породување, ќе допреме и таа тема. Сега, да кажеме, жените не раѓаат многу деца, сепак има еден степен на планирање на семејството, меѓутоа и тука некаде до трети царски рез, да кажеме, веќе ние им предлагаме да се направи можеби и стерилизација, за да не се комплицира, затоа што веќе ризикот кај четврти, пети царски рез е по-висок и во однос на самата бременост и во однос на породувањето и, да кажеме, плюс имаме еден момент дека сепак, како што спомнавте, ова е сериозна операција кај што се отвара стомакот, цревата, сите ризици од и повреда на органите. Меѓутоа, за среќа што се многу мали, меѓутоа и од создавање на тие адхезии, прираслици меѓу органите, може да искомплицира секоја следна интервенција. Така да не би требало да се, да кажеме, многу лесно решаваме да раѓањето се заврши со царски рез. Не би требало, иако статистиката вика дека многу лесно потегнуваме по ножот и многу лесно породувањата ги завршуваме со царски рез. Ризиците од реков, значи царскиот рез спаѓа во категорија на големи хируршки интервенции. Ако донесете во операциона сала хирург од било која друга хируршка гранка, абдоминален, торакален хирург, кој што не присуствувал на царски рез, нивниот впечаток е дека тоа е операција која што е исклучително стресна за хирургот. Другите типови на хируршки интервенции не се оптеретени со толкав степен на крвозагуба и таков изглед на оперативното поле. Значи, од старт, губитокот на крв во текот на царскиот рез е поголем во однос на породувањето, на природното, односно вагиналното породување. Како ќе одговори организмот на жената на хируршката интервенција, исто така е друго прашање. Има типови на пациенти, така наречени келоидни типови, кои што создаваат опсежни сраслини помеѓу соседните органи по завршувањето на царскиот рез. И вие кога ќе пристапите следниот пат на хируршка интервенција, исклучително е тежок пристапот до матката. Колку повеќе царски резови се прават, толку е поголема шансата со секоја наредна бременост постелката длабоко да врасне во мускулатурата на матката и тоа носи ризик прво од крварење кое што може да биде исклучително обемно и да биде животозагрозувачко по жената и ја зголемува потребата од отстранување на матката по завршувањето на царскиот рез само од причина дека треба да се спаси животот на жената, односно не може да ја отстраните постелката. Да не правиме муабет за потенцијалните ризици од повреда на мочниот меур, повреда на црево, повреда на мочовод во текот на операцијата заради потенцијалното присуство на сраслини. Тоа е што се однесува до ризиците по жената. Кога се во прашање по ризиците по новороденото, исто така се присутни. Не е дека само може да се појават проблеми во текот на вагиналното породување. И во текот на оперативното породување, екстракцијата, вадењето на детето може да биде комплицирано и да биде отежното. И самото по себе да му ја отежни на детето адаптацијата на надворешната средина. Од друга страна, деца кои што се раѓаат со царски рез не го поминуваат тој природен механизам кој што ги подготвува за адаптација во надворешната средина. Па имате научни сознанија, односно трудови, сериозна статистика која што вика дека тие деца имаат поголеми шанси да завршат на интензивна нега заради тој така наречен респираторен дистрес, односно отежната функција или прилагодување на белите дробови спрема надворешната средина, а долгорочните анализи покажуваат дека се поподложни на диабет, на метаболен синдром, на гојазност во текот на понатамошниот живот
поподложни се на респираторни инфекции и проблеми со дишниот систем во понатамошниот тек на животот, баш заради тоа што после царскиот рез контактот со мајката е сведен на минимум. Е Ограничен. ограничен. Е ограничен. Кој што е пресуден за И колонизацијата она што на е во детето. поново време има и такви издруженија кои што многу се дискутира за микробиомот, односно дека секој човек во себе и во дигестивниот трак, меѓутоа и во вагиналните простори има така наречени, значи добри бактерии кои што всушност детето кое што, да кажам, потекнува од внатре од утерусот, од матката, излегува по вагинален пат, всушност ги добива добрите бактерии од мајката и на некој начин неговиот систем, неговиот организам понатаму полесно се справува со надворешните услови, за разлика исто така има нели, медицински базирани докази дека всушност кога се раѓа со царски рез, оние први бактерии со кои што доаѓа во контакт се оние од интрахоспиталните, значи тие се бактерии од вработените кои што се во болницата, значи од други личности, не од сопствената мајка, и тоа на некој начин може во првите месеци барем да влијае негативно во однос на развојот на неговиот имунитет, односно на неговото функционирање во надворешната средина. Значи тоа како фактор постои. И нормално оној стрес што го спомнавте за породувањето, дека детето на некој начин кога се пробива низ каналот е под стрес, меѓутоа тоа е тој позитивен стрес, што прави да потоа биде поспремно и со дишните патишта, и со мозокот, и со сите останати органи. Меѓутоа кога се мора царски рез, тоа да кажеме дека всушност и тоа не е така страшно, меѓутоа сепак кога би имале можеби право на избор, треба да се работи на тој случај да не априори, да не биде царскиот рез кај нас тоа и како индикација медицинска не постои во некој од земјите и во некој од, да кажеме, приватните болници постои пожелба на мајката дека она сака царски рез, иако не е комплетно информирана за сите ризици од самата операција. Извини, да не се добие погрешен впечаток. Мислам, не се собравме овдека за да го сатанизираме царскиот рез како интервенција. Напротив, има свое место во секојдневната акушерска пракса, меѓутоа треба адекватно да се направи проценка не во интерес на акушерот, него во интерес на мајката и во интерес на детето, кој е најдобар начин за завршување на породување. Точно, има свое место и дефинирано индикационо подрачје кога треба да се примени. Да, добро, самата идеја за овој подкаст беше всушност дека доколку медицина базирана на докази кажува дека 15-20% од царските резови се оправдани, а ние имаме во светски рамки и во Македонија 46%, сепак значи дека повеќе од пола од царските резови всушност и немаат баш медицинско оправдание, односно може да се индуцирани на некој начин и од пациентката, меѓутоа и од лекарот, и од таа, да кажеме, општествена некоја социјална пресија и од веројатно недостатокот на курсеви кои што ќе го објаснат тоа, на кои што ќе оди пациентката, ќе научи да диши, ќе научи што е нормално во процесот да се случува и ќе ја добие потребната поддршка и од акушерот, акушерката, меѓутоа и од член на семејството, и од анестезиологот со епидурална аналгезија, значи на некој начин да се олесни тој процес, за да навистина дојдат на царски рез тие пациентки кои што треба и да го искусат. Ја преска Весна за малце ми се чини ке заплачеше кога го објаснуваше своето искуство за вагинално породување, а не ја видов дека ќе заплаче кога збореше за царскиот рез. Иако тоа секако многу се радува секоја пациентка на своите деца кога ги види. Да, веројатно и самото искуство беше различно, значи медицинската индикација дополнително придонесе во однос на тоа како беше доживеано после тоа самото породување. Меѓутоа дефинитивно да стојам на тоа дека царскиот рез е придобивка на медицината и треба да го има. Меѓутоа жените кога ги имаат информациите најдобро ќе знаат и кога имаат можност да изберат што е тоа што е добро за нив. Паметни сме, дајте ни ги информациите медицински базирани на медицина, на докази и врз основа на тоа треба да имаме услови во кои што целиот процес ќе кажам ќе биде пријатно искуство. Безболното породување и како е придобивка исто така на медицината. Можноста да го искомбинираш со природно породување онаму каде што има такви услови. Мислам дека дефинитивно знаеме што секоја од нас ќе избере, што најмногу нас ни одговара, меѓутоа како опција кога е ставена на маса,
а и подкрепена со соодветни информации, ќе го даде правиот резултат и ние како жени ќе бидеме задоволни од тоа. Тоа е важно. Друго е кога разговараме од аспект на што ние бираме, друго е кога разговараме за тоа што докторите бираат за нас, ама кога докторите ќе не ги дадат соодветните информации, ние врз основа на тие информации ќе одбереме, тоа е најдоброто. Да, и во западните земји кај што ве подолго време се работи на тоа да се намали стапката на царски рез, пациентите кои што поминуваат низ тој предродилен курс, да кажеме, заедно со своите партнери, ги имаат сите информации и почнуваат со породувањето по природен пат, се исклучително многу задоволни и тоа ги храбри сите организации меѓународни, гинеколошки, светска здравствена, да уствари се работи уште да тоа се вика позитивно искуство при породувањето. Значи, тоа позитивно искуство после ги храбри другите пациентки да тие исто така сакаат да го доживеат тоа искуство во кругот на најблиските и во услови кои што, да кажеме, на некој начин ќе бидат интимни и приватни за нив. Само, извинете, би се надоврзала и во однос на тој дел, затоа има и многу движења кои што меѓу другото сакаат да го вратат природното породување. Па породувањата во базени, па породувања во одредени земји има каде што одат во природа во соодветни. Значи сето тоа е нешто кое што меѓу другото кажува дека жените сакаат да имаат подобри услови, сакаат да имаат нешто кое што ќе биде попријатно за нив за да го доживеат самиот чин како природен и прифатлив за тоа што значи самото искуство. Така што јас верувам дека инвестицијата и во курсеви кои што значат дополнително поддршка од страна на сите вклучени во процесот. Напоменав, јас имав среќа да бидам вклучена во тие едукации. Имаше педиатри кои што зборуваа, анестезиолози кои што зборуваа за како оди процесот. Вежбите за дишење, значи сите аспекти беа запазени за да точно информациите кои што ги добив за мене значеа многу. Така што поборник сум во однос на тоа дека треба да ги имаме сите информации и треба да се бориме да ги подобриме тие услови онаму каде што ги нема, да бидат овозможени. Многу интересна дискусија развивме. Мислам дека може уште многу да збориме на оваа тема, меѓутоа да го привршиме полека подкастот. Јас би се обратил сега доктор Кочовски, која би била вашата порака, да кажеме, према пациентите и према лекарите, да кажеме, во однос на тоа, сугерирање, не сугерирање, односно процесот, припрема на процесот за породување пред да дојдат пациентките кај вас? Па добро, ја би сакал прво да им се обратам на колегите, нели, на лекарите. Во суштина ние сме одговорни за тоа како жената ќе го прифати процесот на породување, односно како ќе се развива нејзиното размислување, колку ќе се развиваат или ќе се супримираат нејзините стравови од процесот на природно породување. Тоа е повеќе апел до колегите да не прават претходно непотребни проценки околу тоа дали породувањето треба или не треба да се заврши со царски рез, доколку за тоа не постои апсолутна индикација. И во акушерството работите се многу често релативни. Затоа ние користиме термин релативна индикација за царски рез, што значи дека породувањето сме го завршиле со царски рез, ама може би можело да се заврши и по вагинален пат. Да ги остават клиничарите, односно луѓето кои што секојдневно го водат процесот на породување, да направат проценка како треба да се заврши породувањето. Доколку имаат дилеми околу тоа, ние секогаш стоиме на располагање како институција за консултација, за преглед на пациентката, за понатамош менаџмент и мониторинг на бременоста, за да ја донесеме вистинската одлука. Што се однесува до пациентите, ја би ги замолил информациите да ги црпат од релевантни извори. Социјалните мрежи и индивидуалните искуства не се соодветен избор на информација. Перцепцијата на процесот на породување е строго индивидуална. На Весна е многу позитивна, на некоја друга пациентка е исклучително негативна. Може би нејзините очекувања биле поинакви, може би се традиционално семејно наметнати од средината, од искуството на околината, како и да е, да ги црпат од советите што ги даваат професионалците. Не е вагиналното породување небезбедно, може да биде безболно, доколку за тоа постојат услови и доколку пациентката сака да го искуси тој момент на вагиналното породување, и не е царскиот рез така едноставна и така лесна интервенција.
Така што советот е прво да ги почитуваат советите на професионалците, а друго нели да ги бараат информациите од релевантни извори. Мене ми е многу жал што таа пракса на психофизичка подготовка замре на клиниката за гинекологија и акушерство. Се надевам дека ќе биде воспоставена. Во првиот момент кога ќе биде воспоставена, ние активно ќе се вклучиме во процесот и ќе се потрудиме тој да трае во континуитет. Значи да не се ограничи само на психофизичка подготовка на трудницата, туку и на активно учество на членовите на семејството во процесот на породување, за да го направиме породувањето позитивно искуство. Да. Тоа мислам дека тоа е суштината. Фактички сите искуства што ќе се споделуваат има и компликации, треба пациентите да знаат дека не постои доктор кој што му сака лошо на својот пациент. Меѓутоа медицината 1-1 не се 2, секош може да има компликации. Меѓутоа во суштина нашата страна, да кажеме од докторската страна, а и од нивна страна да одиме на тој начин да го искреираме породувањето како позитивно искуство. Јас ви благодарам и на вас и на Весна за тоа што се согласи да го сподели своето искуство. Мислам дека тоа беше многу значајно, и на Горан што своето долгогодишно искуство и тие илјадници раѓања што прошле низ негови раце во минативе години, да тоа искуство исто така пациентките го слушнат од човек што директно секој ден всушност го работи оно за кое што денеска дискутираме. Фала ви уште еднашка, се гледаме во следниот подкаст со една исто така многу интересна тема за која што ќе ви кажам подоцна.